Преку меѓународниот аеродром Скопје и Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле во првите 6 месеци од годинава се привезле 1.041.583 патници, што представува годишен пораст од 21% во споредба со првата половина од минатата година, објави денеска ТАВ Македонија, концесионерот на аеродромите во Скопје и Охрид. Во истиот период од јануари до јуни годинава, бројот на летови на двата македонски аеродроми достигна 9033 со годишен пораст од 16%. Како што потенцираат од компанијата, растот на патничкиот сообраќај со 21% кој што ТАВ Македонија го забележа од јануари до јуни годинава, го надминува и просечниот раст на аеродромите во земјите кои не се членки на Европската унија, кој изнесува 12,5% во првиот квартал од 2018. Најфреквентните дестинации според патничкиот сообраќај во првите 6 месеци на меѓународниот аеродром Скопје се Истанбул, Цирих, Базел, Виена, Малме и Братислава. Од ТАВ Македонија очекуваат дека порастот на воздушниот сообраќај ќе продолжи со слично темпо и до крајот на годинава, имајќи ги предвид 5 нови дестинации кои беа отворени на аеродромите во Скопје и во Охрид на почетокот од летната сезона во 2018. На почетокот на минатиот месец, LOT Polish Airlines влиза во македонскиот пазар со летови меѓу Скопје и Варшава, а на аеродромот во Охрид беа отворени сезонските дестинации Истанбул, Ајдховен, Талин и Варшава. ТАВ Македонија најави нова редовна авиолинија од Охрид до Виена, која ќе биде воведена во ноември 2018 година. Меѓународниот аеродром Скопје е поврзан со 38 дестинации кои се обслужуваат од 13 авиокомпании. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле има 3 редовни авиолинии кои функционираат во текот на целата година и 8 сезонски дестинации, обслужувани од 11 авиокомпании. На крајот на месецов истекува рокот за доставување понуди на повикот за Министерството за транспорт и врски за избор на авиокомпанија за ефтини авиолинии со субвенции од државата.